Се враќаме во студиото, како што најавивме, тука е политичкиот аналитичар Љуџен Фаризи. Господине Фаризи, добро дојавте во студио 10. Добар ден, ви благодарам за поканата. Поздрав до гледачите. Мило ми е што за прв пат учествувам во една дебатна емисија, односно интервју. Се надевам дека убаво ќе се помине. Прв пат во студио 10 и прв пат во телевизија 24 во емисија. Секогаш е добро кога имаме нови гости. Вие не сте нов во медиумската сфера, често гостувате, но прв пат кај нас, па така, еве, за почеток добро. Генерално јас сум бил присутен повеќе од 10 години, но многу ретко, например, еднаш на 3 години, еднаш на 2 години. Последниот период, особено минатата година, оваа година, сум поактуелен по телевизиите. Може би тоа што сум пореалист и имам сосема друго размислување од одредени политичари, односно албанската фела, може да сум поинтересен, но тоа што го кажувам со голем разум и со големо срце и вистински го кажувам тоа. Да. Да почнеме со политиката во она што на некој начин ја одбележа годината, почетокот на новата година, се разбира се, 4 интерпелации во собранието кои беа поднесени од Европскиот фронт до членовите на владата и од левица. Значи, таму имавме интерпелациите кои беа за членови на владата не помина, тие беа за Панче Тошковски, за вице-премиерите Иван Стојковиќ, за Астрид Исени, но помина интерпелацијата за председателката на Комисија за социјална политика Илире Даути. Ќе зборуваме за двата сегмента, еве прво ќе ве прашам за првиот, за политичките интерпелации од Европскиот фронт или од ДУИ. Потек знаеме дека кога се поднесуваат интерпелации до собрание, а знаете дека немате гласови да поминат, дека тоа се прави за политичка стратегија, за политички пиар, но што мислите за сегашниот потек на ДУИ, дали беше добар? Први, за да дојдем до одговорот, мора ние да правиме една анализа од тоа како ДУИ се креил како политичка партија. ДУИ, освен во 2006-2008, кога беа во опозиција, така наречена опозиција која се спрема за дополнително да дојде посилно на власт, а тоа кулминираше со периодот 2016 до 2024 година, ДУИ секогаш била политичка партија, самото кога се креирала, односно се создала, директно била во државната власт во 2002 година. Но кога го анализираш ДУИ сега, во овие околности, кога действува во опозицијата, и таа ДУИ кога била на власт, тоа е мојата потврда дека ДУИ не е толку силна политичка партија, односно каде се произлеват големи идеологии од внатре. Се гледа дека ДУИ како политичка партија действува како да е политичка партија која е веќе на пропаст, која буквално нема идеи. За да интерпелацијата е еден од инструментите каде опозицијата во парламентот го контролира владата, односно ги контролира одредени министри или владени функционери. Така што, ако правиме тоа што се случуваше во декември и анализата во јануари, сакаш да покажеш дека, односно ДУИ сака да покажува дека сосема се две политички партии. Замислете, кога највеќе се дебатира во државата, најголемиот интерес на сите граѓани, а на целокупната држава е донесувањето на буџетот на Република Македонија. Владата секогаш е во криза, односно секогаш се плаши во постапката кога ќе се донесува буџетот на државата. И секогаш буџетот треба да се дебатира 2, 3, 4 до 5 дена. Во историјата на државата не се случувал да еден буџет да се донесува за неполни 5 сати, 5,5 сати. Да, секогаш толку имал дебата. Може да замисли колку овие пратеници кои поднеселе иницијатива за интерпелација имале интерес да ја штитат, да ги штитат сите граѓани, односно да ја штитат државата, односно да имат визија како треба да се гради државата на економски и социјален аспект. Ти да дебатираш 5 сати само за целокупниот буџет на државата, може да замислите, а да може да дебатирате до собранието за некои политички, дневни политички
цели кои сакаш да ги постигнуваш преку таа интерпелација. И многу тоа е дури дебакал за интерпелацијата, бидејќи пример за Изет Меджити гласеа само тројца пратеници. Да, зошто се Првото. случи тоа? Зошто? Второто, во собранието веќе почнува тоа што јас цело време го кажувам дека СДСМ после да се оддалечува веќе од ДУИ, односно да ги тие што требаше реално во секоја нормална држава треба да функционира владата против опозицијата и опозицијата против владата. Тоа е во собранието на државата, односно во парламентот. Но гледате дека ДУИ веќе почнува да се разделува од СДСМ, односно СДСМ веќе не сака да има дури и партнер во опозицијата да биде како фајтер против власта. Така што како ќе поминува времето до локалните избори, така ќе биде и оддалечувањето на СДСМ и ДУИ. Тоа би требало да биде нормално ако СДСМ па сака да се подигне како политичка партија. Ќе зборуваме за не тие само да ги моменти. кажам овие теми моменти за да може ние да дебатираме како идеи само. Ги имам тие како посебни прашања што ги зборувате. Сакам повторно да ве прашам, зошто поднесува интерпелација, а потоа гласаа само 3 пратеници за неа? Јас знам дека сме свесни дека тие знаеле дека ги немаат бројките да помине интерпелацијата, но зошто барем не гласала целата пратеничка група? Но ако ги анализираме посебно тие гласањата пошто поединечно биле сите министри нели за гласање, Да. за другите министри имаше Повеќе, повеќе гласови, за Изет Меджити имаше само тројцата. Сега не знам точно кој гласале за против него, но тоа се покажува дека во ДУИ имат некоја политичка резерва во смисла на тоа дека Изет Меджити може нивен или може да биде пак да се врати или во ДУИ или па тие може да преминуваат сите во партијата на Изет Меджити. ДУИ како политичка партија уште не одлучувала дали ќе одат сами, ќе го вратат Изет Меджити назад или ќе одат сите кај Изет Меджити. Така што таа дилема постои во ДУИ, а постои и самата политичка партија на Изет Меджити. Не верувам дека Изет Меджити ќе се врати во ДУИ, бидејќи ДУИ веќе е бренд на криминалот и корупцијата. Значи не може да се продава кај албанците веќе тоа дека ДУИ е политичка партија кој им нуди подобро на албанците во нашата држава. Односно, повеќе ДУИ во минатото никогаш на албанците не им нудил некој поголем проект, односно некои големи инвестиции што би го направиле подобар живот во албанските средини. Секогаш ДУИ се повикала на тоа што требало да се применува рамковниот договор, односно уставот, пошто тие реално не правеле ништо, освен што донесле закони и се тие закони, пример албанскиот закон го носеле 4-5 пати и секогаш станал службен јазик, и со тоа ги добија изборите. Тоа што направиле легализација на универзитетот, тоа само можда тој може да е некој проект што може ДУИ да кажува дека тоа не беше предвидено во рамковниот договор, односно во самиот устав. Сите други измени што го имат направено е сосема врз основа на уставот на Република Добро, но Македонија. ДУИ кога ќе прашате, ДУИ вели дека тие се оние кои го донеле статусот на албанскиот народ како што е денес во Македонија и во поглед на уставот, и во поглед на законите, на законот за јазици, за ставањето на албанскиот како службен јазик во државата и пред се она што тие го форсираат како бренд, така и се номинира како Европски фронт на изборите, дека тие се единствен заштитник на европскиот пат на државата и гарант на тој пат. Но ако го гледаш дека ако правиш некоја анализа од после изборите во Република Македонија, значи ДУИ веќе не е во позиција, така што албанците исто функционираат како и во минатото, и тоа е еден од аргументите дека и без ДУИ можеле албанците да функционираат. Албанците не значи дека знаеш што тие сакале да вметат една идеја во кај албанците дека без ДУИ не можеме ние да живееме. Тие буквално го имат избришено целата меморија политички действување на сите албански политички партии од самостојувањето на нашата држава, дека животот на албанците во Македонија почна од 2001
навамо, што не е така и не е реално тоа да се кажува. И во последниот период, јас што сум го кажа, тие сакаат да наметнуваат една теза во Македонија и ден денеска сакаат да наметнуваат, но не им успева на нив, особено тоа да го аргументираат пред надворешниот фактор дека се што е албанско е дуи и се што е дуи е албанско. Значи тие сакат да ја поврзуваат националното со политичката партија. Тоа би било ризично ако тоа би ги убедувал странските фактори, односно одредени центри низ светот, особено Брисел и Вашингтон, дека тук тоа е така. Но ако гледаме дека веќе тие во последниот период немат ни поддршка од странскиот фактор, а особено со оставањето на нивните функционери во црната листа и прогонувањето на нашата држава и поздравувањето од странство, односно тие големите центри, е доказ дека нивниот концепт односно филозофија за да го наметат особено во албанската средина, дека се што е против дуи, против албанците и тоа да го наметуваат како дуи како народ во државата на политички аспект, тоа би било една од најризичните потези, не само за нив, туку и тоа како ги убедувале албанците во тој правец. Да, интересен е случајот со Артан Груби од неколку аспекти. Прво, според сите анализи, Артан Груби е една од причините за главните поделби во ДУИ, за излегувањето на господинот Изет Меджити, за формирањето на неговото политичко движење и понатаму и до на краиштата целисходно и до одењето на ДУИ на крај во опозиција, бидејќи излезе дека вреди формира политички блок кој може да стане владен партнер. Но исто така интересно е што ДУИ веднаш се огради од Артан Груби, веднаш штом тој беше прогонет од органите, ставен на црната листа, избега од државата и така натаму, па велат, тој веќе не е дел од ДУИ, нема што да коментираме за него. Како дојде до овој толку брз политички преокрет во однос на ставот на ДУИ за Артан Груби? Значи, од политичка фигура за која Али Ахмети толку чврсто се држеше до тоа да предизвика и поделби во ДУИ, за на крај да се откаже веднаш од него. Тоа што тие се откажа одеднаш од Артан Груби ја потврдува тезата, јас што сум го имам дадено и во медиумите, и во општеството, а и другите аналитичари и интелектуалци, дека ДУИ е акционерско друштво. Во моментот кога Артан Груби ги изгуби акциите во ДУИ, нормално дека тие ќе те исклучат од таа организација политичка накажена кај нив како ДУИ. Но ДУИ функционира буквално на кланови. Кој клан ќе изгуби, тој ќе биде надвор од политичката партија. Ако се сеќавате, Изет Меджити кога излезе со најголемата четврка во ДУИ која функционираше Изет Меджити, Берин Беджети, Муса Џафери и Невзат Бейта, кога тие се вратија во партијата, Изет Меджити го исклучи од партијата, нели? Да. Исто тоа го прават и од ДУИ, со Артан Груби, извините. Кога Артан Груби излезе во црна листа, тој не излегол во некоја црна листа, во некоја било која држава. Туку, во најсилната држава во светот, го имат стајано во црна листа, дека тој се вмешал во третата бранша на власта, односно во судството, кај се мешал директно во предметите поврзани со криминал и корупција. Тоа, замислете, за американците, односно за Стейт Барден, е ризично, бидејќи тие го имат прогласена војна на криминалот и корупција во ниво на свет. Пошто криминалот и корупцијата не е само во Република Македонија. Таа е присутна во сите држави во свет. И во Америка има корупција, не значи дека таму нема корупција. Во сите држави има корупција, но не е во тоа размера како е што кај нас.
пошто има параметри на мерење, нели, на корупцијата во секоја држава, така што кај нас енормно е во сите полиња е криминалната и корупцијата присутна. Така што ако било ризично за САД, то треба да биде многу поризично за нас. Но има една голема разлика помеѓу ова влада и минатото. Бидејќи на Артан Груби не може никој да го запре. А замислете, американците го ставаа у црна листа, па ние го гоневме. Односно, има поднесена кривична пријава и се бара по меѓународна потребност. Има огромна разлика помеѓу минатото и тоа што се случува после изборите на 8 мај, односно во новата влада. Но во ДУИ има еден, од тоа како функционира ДУИ, пошто точно знам, многу ги процесите внатре, има големи кланови таму внатре, и ден денес како се во опозицијата имат огромни кланови внатре, но тие функционираат како политичка партија со една цел дека еден ден ќе се вратат на власт. А тоа беше септември, пред Нова година, до Нова година, сега кажуваат за февруари, па ќе биде до април. И кај ДУИ шират сега прават друга политика внатре, дека кога ќе дојде Трамп на 21 јануари, првото што ќе го прави е да го врати ДУИ на власт. Така ги лажат сега моментално, и ако ги правиш ДУИ, структурите на ДУИ вака како дебатират по општеството, кажуваат дека американците го кријат сега Артан Груби, па ќе го вратат на власт, кога ќе дојде Трамп на власт. Значи, таа се ДУИ не се полнил со паметот, односно дека тоа што им се случува на нив, треба да се сконцентрираат во политичката партија, да се реорганизираат. Но тие ги лажат приврзаниците, нивните приврзаници, дека кога ќе дојде Трамп на власт, американците пак ќе ги вратат. Да, многу. Така што тоа е ригидна политика за нив, но тоа не може да трае многу долго. Пошто во ДУИ таа функционира, освен што функционира како акционерско друштво внатре, целокупните луѓе што се внатре членови се над 90% клиентелисти. Видовме, значи, во поглед на однесувањето на претседателот на ДУИ, господинот Али Ахмети, гледаме една промена во изминатата година од еден лик, една личност кој изгради еден митски однос, ајде да речеме, кон медиумите, со едно доста ретко појавување во медиумите, со ретки интервјуа, со изјави кои секогаш требаше да означат една доза на мудрост во поглед на политичкото дејствување. Во последната година, како да гледаме една нервоза, особено ја видовме на оние митинзите, каде што се обраќаше сега веќе кон премиерот Мицкоски на еден ајде да речеме, политички повулгарен начин, па до последното видео кое го објави, па потоа го избриша со една, ајде да речеме, воинствена порака во униформа. Дали мислите дека господинот Ахмети некако полека го губи политичкиот фокус како претседател на ДУИ? Како сега зборуваме пред се политички, како да некако да лута, да скита во стратегијата? Не, јас не мислам така. Јас мислам дека Али Ахмети ист бил секогаш. Секогаш бил ист. Никогаш политички не бил некој градител на тие политики, но тоа што му било позитивно е секогаш бил на власт, првото. А второто, мора да го кажам, можда прв пат го кажам, дека најголемиот проблем на албанците им го имат направено македонските лидери. Бидејќи тој да се ставеше во опозиција 2006, 2008, па 2016 или 2020, тој ќе беше оддамна повлечен од политиката и ние ќе имавме подобри лидери во албанската средина. Али Ахмети, кој цела политичка кариера го има градено на овие што денеска, односно пред 3-4 дена кога бе се вртеа низ порталите, тој сегогаш во време на изборите изгледаше пред албанците и ги манипулираше дека тој е некој скендербек, односно дошол тука па да ги ослободува албанците. Истата реторика тој секогаш го имал во сите кампањи. Можда и
и погруба политика, повалкана политика, во тоа дека тој ослободи тело, дека тој го бара тој мечот, и кога го бара мечот, дека тој со тој меч ќе оди па ќе му ја скине главата на иниот премиер на држава и така натаму. Тој се градил во тој наратив. Тој истиот е. Само знаете што? Една огромна разлика по Дуи кога бил на власт и сега. Него го имат бранато тие мегафоните и да не кажам лажговците во Дуи кои го имат 4-5 мина. Едниот веќе побегна од државата, останало уште тројца други што се тројца, четворица максимално што уште се во Дуи, тројца, и тие лека полека почнат да се губат од медиумите, а особено Дуи е била политичка структура која имала многу моќ, а имал многу и пари. Кога имаш пари, ти можеш да ги платиш. Платил медиуми, платил аналитичари, не само кај нас. Платил и аналитичари што се надвор од држава. И ден денеска тие ги има. Во Албанија, во Косово, кои излегуваат по медиуми и го лажат народот, пошто реално во Косово и во Албанија за албанскиот народ во државата многу малце знаат обичниот народ. И сега кога тој го слуша обичниот народ, косоварот или албанецот од Албанија го слуша в медиумите од тие што ги плаќал Али Ахмети, односно го поддржуваат Дуи, пошто тие без пари не зборувал од тие медиуми тамо, во тие олигарците кои имаат па бизниси тука кај нас во државата, односно тие го имат медиумите тамо па имат бизниси кај нас, така што има возможност да тие аналитичарите да излегуваат и да кажуваат дека Али Ахмети е тамо единствениот човек што ги брани албанците, како еден ден ако Али Ахмети умре, тоа значи дека ќе умрат и албанците во државата, ќе има пробогон тука кај нас во државата, и дека другите политички партии, односно албански лидери, нема ќе можат да ги бранат албанците и ќе ги иселуваат албанците од тука. Знаете дека кога Дуи стана во опозиција, кога влезе во власт, знаете дека имаше медиумите во Албанија кои ширеа информации, таму еден од експонентите на Дуи стои на медиуми, таму доле пишува дека Македонија е пред граѓанска војна. Сега тоа се случи пред 4-5 месеци го имаше тоа. Значи, до толку имал моќ Дуи да направи манипулации со албанскиот народ, не само кај нас, туку и поопштино во регионот. Мислите ли дека ќе има промена во лидерството на Дуи? Дека таму се зборува дека има можности за преземање на претседателската функција, се спомнуваат веќе и конкретни имиња, верувате ли во тоа? Големи била амбициите на секој од, да не кажам, не тесното, можда и поширокиот дел, спектар во Дуи имал амбиции дека може да бидат претседатели на Дуи, дека може да го водат Дуи, но тие амбиции сите паднале, односно нема поголем интерес да го земат Дуи, бидејќи веќе во Дуи не е во дел од власт. А тие мислеле дека од власт може да го наследуваат Ахмети. Јас мислам дека во таа политичка партија нема некој наследник. Може да стават некој наследник, но многу зависи како ќе бидат исходот на политичката партија. Еве Дуи во следните локални избори, памтете што го кажам во оваа емисија, дека ако оди вака коалицијата помеѓу ВМРО, ДПМН, Знам и Вреди, во следните локални избори Дуи ќе нема мотив да излегува, односно ќе им биде проблем да најде кандидати за градоначалник или носител на листа. Многу е лесно, пошто носител на листа ќе биде советник, но за кандидат за градоначалник ќе има проблеми во целата држава, бидејќи на крај на краишта некој не сака да губи. Еве овие што се главните во политичката партија на Дуи, односно носителите на политика Југославија, така мислам дека тие луѓе ќе не сакат да бидат фајтери во локалните избори, бидејќи тие нема да имат поддршка ни од ВМРО, нормално од владата, а немат партнери во опозицијата. СДСМ веќе почнува да се одлепува од Дуи, бидејќи тоа им носи најголемата штета во историјата на таа политичка партија. И ако продолжуваат да бидат со Дуи, мислам дека во СДСМ нема да се до толку забегани
политички, за да може да прати една можна или отворена коалиција или скришна коалиција со ДУИ. Бидејќи кај нас се знаеме ние помеѓу себе, мала е наша држава. Но мора да кажам и ова што ДУИ секогаш имал 20 партнери или ортаси во локалните избори, пошто локалните избори се клучни за да може една политичка партија да добива после можноста за да биде дел од власта, односно да ги добива избори. Бидејќи сега децентрализацијата, повеќе можности општината да може да инвестира голем капитал и нормално поголема корупција таму за да може парите да ги инвестираат пошто е во политичка партија. Така што ДУИ секогаш имал два ортака, односно два партнера. И затоа им кажуваш на албанците, односно на политичките партии, ајде да се бориме. Или имал коалиција со ВМРО-ДПМН, што била отворена, па имала дополнителна и скришна коалиција со СДСМ, која била во опозиција. Или обратно, која била во СДСМ, па имала скришна коалиција дополнително и со, значи, секогаш имал два партнера во локални избори, затоа и победил. Но ако оди вака, во локалните избори, ДУИ нема да добие, особено во тоа мешаните средини, нема да добие ниту една општина, имајќи го предвид дека ВМРО-ДПМН знам како коалиција и вреди се многу посилни од сите можни други политички партии. Да. Добро, господине Фрези, ви благодарам за ова гостување. Кажавме на почетокот дека сте прв пат во телевизија 24. Се надевам не и последен пат. Ке се видиме повторно. Ви благодарам за поканата. Поздрав до гледачи, се надеваме дека им се свиѓал нашето интервју и мислам дека сме придонесле за целокупното тоа што се случува во ДУИ и во албанскиот дел на политиката. Ви благодарам уште еднаш, почитувани. Со ова ја завршуваме емисијата, го завршуваме ова студио 10. Ви благодариме на вниманието и довербата. Останете со програмата на телевизија 24.